Денеска се навршуваат 78 години од масакрот кај Прилепско Дабница, каде бугарскиот фашистички окупатор брутално убил 19 прилепчани. Скриен под труповите на своите соборци, успел да се спаси само Петко Велковски. Историчарот Илија Велковски е негов внук. Вели дека неговиот чичко е жив сведок за тоа што се случувало тогаш. Бугарите вршеле репресалии, немале да верува, бидејќи сите тие репресалии ги криеле. Рамполевката убиен претходно не му се знае гробо. Лазо Филиповски Лавски исто така убиен, Борка Талески не му се знае. Ова е единствениот што преживел и што раскажал во македонската историја дека бугарите вршеле репресалии. Во врска со меморандумот кој Бугарија го испрати до ЕУ и тезите со кои тврди дека сме имале заедничка историја, Велковски вели дека се тотална невистина. Бугарите во суштина сакаат да се прикажат како ослободители на Македонија, меѓутоа тие се поробители. Во суштина, целата работа за мене на тој меморандум е да се скрија фашистичкиот однос на бугарите или фашизмот во Бугарија. Тие тоа сакаат да го скријат и во нашите учебници по историја да се избрише. Не може да се брише историјата. Тоа се факти. Демантира дека Тито ја измислил македонската нација. Македонците никогаш не биле бугари, а партизаните се бореле за ослободување на Македонија. Ние не сме нација створени 44 година. Не се ствара нација за еден месец, два, пет или една личност не може. Партизаните оделе со македонштината напред, се бореле, реков, за идеите, старите идеи. Во суштина, видите, сите одреди партизански се имена на претходните револуционери од 1903 година. Значи, одред Ѓорче Петров, одред Гоце Делчев, одред Питу Гули, одред Димитар Влахов и така натака, на сите, значи, со идеологијата на постарата револуционерна гарда за ослободување на Македонија, за стреќа. Партизаните ја ослободија Македонија и ја направија ова држава. Ако не беа тие, немаше никогаш држава да имаме. Според Велковски, Гоце Делчев е чист македонец. Бугарија го знаела тоа, но сакала неправедно да го присвои. Гоце Делчев е чист македонец, меѓутоа се запишал на војна академија во Бугарија и морал да пише државјанство кое нема Македонија, нема тогаш држава. Не може да се пише турчин, се пишал бугарин, за жал, тие сега денеска го користат тоа и го злоупотребуваат. Истиот пример ќе биде по 30 на години, кога ќе се врши попис на населението во Бугарија и во Македонија, ако се сеќавате дека има некаде меѓу 70-80 илјади бугарски пасоши од Македонија и тие по 30, 40 или 50 на години, бугарите рече, видите, во Македонија живее бугарско население. Многу добро знаат тие зошто се тие пасоши земе. Велковски вели дека историјата треба да се остави на историчарите, а не на политичарите. Според него, ова сега било чиста политика која што не носи ништо добро за двата народи.